Не помина предлогот на СДСМ на денешната собраниска седница. Министрите да имаат само македонско државјанство. Предлогот пред пратениците го образложи пратеникот и координатор на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски. Бидејќи навистина сметаме дека нема простор или нема можност да вакво законско решение кое што е досега практично покажува дека имаме состојби во кои што има министри во владата. По образложението, резултатот од гласањето беше следниот. Купно гласа 20 пратеника, сите гласа за, нема против и нема воздржани. Констатирам дека предлогот на пратениците не е усвоен. Кој се може да има двојно, но и тројно државјанство, а при тоа да биде и во законодавната и извршната власт, во изминатиот период имаше повеќе предлози, дебати, но и обвинувања, поради што може да се слушнат и етикетирања од типот на бугорофили, антимакедонци и слично. ВМРО ДПМНЕ и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска на јавноста и се обраќаат со теми од обвинителството и сферата на медиумите. За партијата на власт, тандемот Коларевич и Јабази се коалиција во обвинителството. Коларевич и Јабази застанаа цврсто во одбрана на криминалот на функционерите на СДС и ДУИ, наречен Мазут, вреден 167 милиони евра, и ги амнестираа Васко Ковачевски, Асмир Јаховски, Адријан Муча, Радко Капушевски и Ерџан Сулковски, без да ги спроведат во судница. Коларевич и Јабази не ги гледаа доказите на медиумите за труењето со мазут во ТЕЦ Неготино, ниту пак извештаите од ДЗР во кои јасно се вели дека имало голем број на нечистоти во мазутот. Не ги интересира релевантни лица од СМ да ги повикаат на разговор, туку повикале лица кои ќе им дадат искази какви што тие бараат. Едноставно речено, при очи се правеле слепи. Социјалдемократите повторно се фокусираа на медиумскиот простор и влезот на четвртиот оператор 4IG во државата. Падот на Орбан ја загрозува целата добро позната медиумска пропагандна шема на оската Орбан, Мицкоски, Вучич за контрола на медиумите и политичка пропаганда. Новиот премиер на Унгарија Петер Маѓар најави ревизија на договорите подпишани за време на владењето на Орбан, меѓу кои и договорот со 4IG. Поранешната влада на Орбан го подпишала договорот вреден 4,3 милиарди долари со 4IG само неколку недели пред да ја загуби власта. Тоа, почитувани, е истата компанија со која владата на Мицкоски склучи договор во Македонија. Од ноќеска на полнок горивата ќе поскапат, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Според новата одлука, малопродажната цена на бензинот Евро Супер БС 95 се зголемува за 2 денари за литар, а малопродажните цени на бензинот Евро Супер БС 98 и на Евро Дизел се зголемуваат за 2,5 денари за литар. Маслото за горење екстра лесно поевтинува за половина денар. Па така, од ноќеска на полнок, максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат. Моторен бензин Евро Супер БС 95 ќе се продава за 87 денари за литар. Моторниот бензин Евро Супер БС 98 ќе се продава за 89 денари за литар. Дизел горивото Евро Дизел БС ќе се продава за 92 денари за литар, додека маслото за горење екстра лесно за 93,5 денари за литар. Неделава владата ќе распише јавен оглас за изработка на физибилити студија за експресниот пат Кочани-Делчево. Овие денови ќе се знае и инвеститорот на новата зграда на Штипската клиничка болница, студентскиот дом и зградата на медицинскиот факултет, најави премиерот Христијан Мицкоски. Отпочнуваме со реализација на овој проект, тоа се отприлика процес од неколку месеци, а потоа со средства од буџетот и во соработка со меѓународни финансиски институции ќе биде објавен тендер за реализација по принципот жолт фидик на овој проект кој што ќе биде многу значен. Собравме од светски реномирани финансиски институции понуди за финансирање на проектот на клиничката болница, медицинскиот факултет и студентскиот дом во Штип и очекувам како дел од една стратешка соработка со Велика Британија и овој процес конечно да почне да се движи. Од своја страна, вице-премиерот Александар Николовски изјави дека македонската страна сите административно-технички околности за отворање на граничниот премин Клепало кај Берово се завршени.
Останува работата да ја заврши и бугарската страна. На наша страна е се завршено. Проблемот беше на бугарска страна. Морам да кажам дека претходниот министер за транспорт и вице-премиер на Бугарија, Гроздан Караджов, го задвижи проектот и се надевам дека со изборот на нов министер ќе се дополнително реализира овој проект и ќе можеме да се поврзиме од двете страни. Албанскиот министер за одбрана Ермал Нуфи потврди дека земјата се подготвува да испрати војници во појасот Газа, зашто албански тим веќе е испратен таму за да ја согледа ситуацијата на терен. Нуфи објави дека генерал-штабот на албанските вооружени сили подготвил конкретен план кој се очекува да се реализира на неколку фази и нивоа во врска со ангажманот на Албанија во Газа, но не откри повеќе детали. Началникот на генерал-штабот Арбен Кинги потврди дека Албанија во моментов е во процес на изготвување на практичните и правните документи за испраќање војници во мисијата. Рускиот нафтен гигант Лукойл бара одштета од 3 милиарди евра од Бугарија откако државата ја презеде контролата врз бугарската подружница на компанијата. Тужбите на руската компанија наводно произлегуваат од интервенција на бугарската држава во незините операции по назначувањето на специјален администратор. Лукойл е сопственик на најголемата рафинерија за нафта на Балканот која се наоѓа во Бургас, како и на мрежа од 217 бензински пумпи. Лукойл Бугарија е исто така најголемиот производител на гориво за авиација во регионот. Годишниот промет на групацијата во Бугарија надминува 8 милиарди евра, што е значаен дел од националната економија, чиј БДП е приближно 110 милиарди евра. Во близина на Аџаковица започна изградбата на првата фабрика за муниција во Косово, проект кој веќе предизвика значително внимание во регионот и пошироко, со оглед на неговата стратешка и безбедносна димензија. Министерот за одбрана Ејуп Македонци по обиколка на граделиштето во Јахоч, заедно со премиерот Албин Курти, соопшти дека проектот веќе влегува во активна фаза на реализација. Според неговите најави, идниот капацитет ќе биде насочен кон производство на муниција со калибри 5,56 и 7,62 мм, што сте стандардни типови за лесно пешадиско вооружување. Откупната цена на млекото бележи значителен пат, а сточарите алармираат дека состојбата станува неодржлива, велат од Националната земјоделска мрежа. Оваа година, значи 26-та година и при крајот на 25-та година, последните месеци млекото скоро секој месец е во пат. Еве сега најново, ова е нова информација дека од кога ќе почне на млекарата, тоа сите исто го практикуваат, еве од 2 до 3 денари ново намалување на млекото на кај кравите и до 5 денари кај овчкото млеко. Според нив, во последните 2 години цената е намалена за околу 10 денари по литар, додека трошоците за производство постојано растат. Па во 24-та година достигна до 34 денари кравското млеко, а сега моментално, значи, е паднато, најниската цена е некаде околу 24 денари, сега моментално и се движи од 24 до 28 денари. Со разлика некаде од 8, 9, 10 денари, зависност од кооперантите. Дали субвенциите се доволни да ги покријат трошоците на млекопроизводителите? Субвенциите фактички мисле нас 6 денари по литар млеко, 10 е намалено, значи тие субвенциите не гледаме туку и од тоа што сме го планирале, не го загуба. Значи субвенциите и плюс од нашето млеко не покрива ништо, ние сме го загубе, тотално загубе. Производителите бараат итни мерки и поголема подршка за да се спречи дополнителното згаснување на домашното производство. Цената паѓа на млекото, зашто маркетите расте. Тоа не е клучно до прашање нас. И крајва, зашто ние не направиме некоја заштитна цена од тоа, че има стратегија државата да види колку ние трошиме и кај нас се струја, нафта, значи храна, препарати, семина, сето е ние за да обезбедиме една крава да ја нараниме, сето ние тоа обрзано. Во Делчево започна одбележувањето 150 години од Разловечкото востание. Програмата за денешниот ден започна со локален базар на рачни изработки и автентични производи препознатливи за Делчево. Пошто во спомен домот Аслом се одржа промоција на поштенска марка, што Македонски пошти ја издаде по повод големиот јубилеј. По промоцијата следуваше научна трибина на која своји трудови презентираа историчари и професори посветени на значењето на Разловечкото востание во македонската историја.
Во попладневните и вечерните часови се одвиваше музичкиот дел од програмата. Со настап на фолклорната група Вапцаров, заштедената фолклорна група Копачка, Култ Гоце Делчев. Во вечерните часови, нашите сограѓани ќе имаат можност да уживаат и во концертната програма на армискиот оркестар и танец, како дел од обележувањето на големиот јубилеј. Главната свеченост ќе се одржи утре на 19 мај во село Разловци, со почеток во 11 часот. Утре централното обележување ќе се одржи во Разловци, каде заедно достоинствено ќе го одбележиме овој значаен историски момент. Еден од најзначајните археолошки музеи во државата, Теракота Виница, годинава одбележува 20 години успешно постоење и развој. По тој повод на 2 и 3 јуни ќе се реализира дводневна свечена програма посветена на културата, наследството и афирмацијата на македонската археологија. Музеот Теракота Виница оваа 2026 година одбележува значаен јубилеј 20 години од своето отворање и постоење. По тој повод на 2 и 3 јуни ќе организираме пригодна програма со која достојно ќе го одбележиме јубилеот. Во рамки на одбележувањето е предвидена конференција со учество на представници од мрежата на локални музеи. На 3 јуни во рамки на програмата ќе биде одадена почит на еден од значајните македонски научни и културни великани, доктор Коста Балабанов. Со својата посветеност, знаење и исклучителен придонес, доктор Коста Балабанов представува значајна личност во македонската културна и научна јавност, а неговото име останува трајно врежено во македонската археологија и историја на уметност. Настанот е закажан во 12 часот, а своји обраќање ќе имаат еминентни личности од повеќе области, кои преку своите излагања ќе дадат осврт на ликот, делото и значењето на доктор Коста Балабанов. Очекуваме достоинствен собир кој ќе представува искрен израз на почит кон неговиот богат научен и културен придонес. Постојната музејска поставка на Музеј Теракота располага со значајни археолошки артефакти кои сведочат за континуитетот на животот во овој регион од праисторијата преку античкиот период па се до средниот век. Посебен акцент ставаме на ранохристијанскиот период од 5 и 6 век и на уникатната колекција на теракотни икони кои представуваат едно од највредните и најпрепознатливи археолошки богатства во државата. Младите не се соодветно вклучени во политиката и својата шанса за инклузивност ја чекаат предолго, а некогаш ја немаат. Но оваа тема денеска студентите од прва година на правниот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев дебатираа, онаслувувајќи ја како политичка инклузивност на младите. Сметам дека треба повеќе да се ангажираат во однос на политиката, тоест да се едуцираат на повисоко ниво и да се дигне нивото само политичка свест. Првично секој млад човек од некои си 5-16 години па понатаму треба активно да почне да занимава со политика. Пред тоа не мислам да оди по политичките штабови, туку да се едуцира во однос на суштински што значи политиката. Работите генерално можат да се променат, но затоа е потребно следново. Тие треба да развијат прво критичко размислување и да се вложи во волонтерство, во граѓански иницијативи и младите да бидат вклучени во општествените појави, но сепак символично да не бидат вклучени во политиката. Факултетот не треба да биде место само за полагање на испити, смета деканот на правниот професор доктор Билјана Тодорова. Универзитетот не е само простор, односно место за стекнување знаење и полагање испити, туку и место каде што се развива критичката мисла, културата на диалог и демократските вредности. На денешната дебата учествуваа 50 студенти, а може да се слушнат интересни тези, ставови и веќе стекнато искуство на студентите од правниот факултет. Започна изградбата на кружен тек кај дирекцијата на ЕВН, едно од најризичните крстосници во Штип. Досега на ова место се имаат случајно безброј сообраќајни незгоди и таа е ризик за сите учесници во сообраќајот. Изградбата на кружен тек ќе зголеми безбедноста, а сообраќајот ќе биде со полесен проток. Перспективно ќе овозможи поголема безбедност и можност во сообраќајот на овој дел од булеварот Партизанска за јавноста, познато веднаш до дирекцијата на ЕВН, некогашна дистрибуција. Станува збор за инвестиција вредна нешто повеќе од 17 милиони денари, која ќе овозможи, како што напоменав,
посигурна и безбедност во сообраќајот. Крајната цел е Не само оваа сообраќајница, практично оваа крстосница, туку сите ризични крстосници во градот, како што е крстосницата кај угостителскиот објект Мал одмор, крстосницата кај спортската сала Јордан Мијалков, крстосницата во населба Сењак, да ги уредиме со кружни текови, затоа што кружните текови се најбезбедното решение кое што во пракса се покажало и верувам дека во периодот кој што следи сите овие крстосници кои ги напоменав, а се останати не се кружно уредени, ќе бидат истретирани и со тоа ќе се зголеми безбедноста и прегледноста во сообраќајот. Во меѓувреме, сообраќајниот режим тука ќе биде променет. Апелирам до сите учесници во сообраќајот да се придржуваат на сообраќајната сигнализација, затоа што во наредните неколку недели ќе се работи интензивно на уредување на овој кружен тек и верувам дека по завршувањето ќе се соодветно сообраќајно истретира за да имаме бенефит и корист од оваа градежна активност. Интенцијата во крајна мерка е сите крстосници во Штип да бидат трансформирани во сообраќај со кружен тек, зашто се изготвуваат елаборати, а обезбедени се и пари. Од денеска започна асфалтирањето на патот до село Кундино, општина Пробиштип, со што продолжува реализацијата на проектот за целосна реконструкција на патот. Градежните активности се одвиваа во присуство на градоначалникот Тони Тоневски, кој патем другото изјави. Денеска почна да се асфалтира патот до селото Кундино, значи сега сме во самото село, тука е почетокот и полека ќе се асфалтира до спојот со регионалниот пат помеѓу Пробиштип и Кратово. Овој проект е во вкупна вредност од околу 7 милиони денари. Еден од проектите кои што очекувам најбрзо да биде завршен. Опфаќа поставување на рабници, стабилизирање на местата каде што не се стабилизирани, гребење на стариот асфалт и поставување на 2 слоја на асфалт. 34 лица викендов се лишени од слобода, 9 возеле пијани, 24 без дозвола, а 1 имал забрана. Стои во извештајот на МВР по спроведените контроли. Од вкупно 1026 издадени платни налози, 316 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење, а за 48 часа одземени се и 23 возила. Според статистичкиот преглед од полициските активности, во текот на изминатите 2 дена евидентирани се 164 прекршоци за неправилно паркирање, како и 29 санкции за возење под дејство на алкохол. Казна треба да платат и 107 возачи на мотоцикли за неносење заштитен шлем и 99 возачи кои не користеле сигурносен појас. 15 возила биле отстранети од сообраќај заради тоа што биле нерегистрирани, а 4 заради техничка неисправност. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови, а од МВР апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Француската полиција објави необична снимка од елен кој се однесувал како да е под дејство на алкохол, откако според објаснувањата на експертите и локалните власти изел ферментирано овошје и растенија во природата. Многу корисници на социјалните мрежи во коментарите се шегуваат дека сцената изгледа како бамби по аперитив, но француската полиција предупредува дека ситуацијата всушност може да биде многу опасна. Презреано ферментирано овошје или распаднати растенија кои преку природен процес создаваат алкохол може да предизвикаат дезориентираност и целосно непредвидливо однесување кај животните. Утре времето претежно облачно со врнежи од дожд во попладневните часови. Температурите ќе се искачат до 22 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 10 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 58%. Температурите по градови се следните. Штип 22 степени. Карбенци, Пробиштип, Чишиново, Блешево до 21 степен. Во Кочани 22 степени. Температурата во Виница, Македонска Каменица и Делчево ќе се искачи до 21 степен, во Пехчево и Берово до 18.
Православните верници утре се спомнуваат за светиот праведен и многострадален Јов. Католиците се спомнуваат за Селестин.